и полека с него се растопи. Луѓето можат комотно да си ги вршат своите секојдневни обврски. Исто така и кучињата што ги правевме муавет минатите 2 епизоди на кои народот е загрижен дека можеби му е многу ладно. Сега веќе не мора да мрзнат на градските улици. Уствари паќе му студија, ама баре нема да му е воден. Исчудна работа како животните на секаде во светот живеат надвор и функционираат надвор сегде. Само кај нас нешто измислува, ама добро, ајде. Ве разбирам, ве сваќам, жалби, паѓа нормално. И не само што луѓето се вратија на своите секојдневни обврски, се вратија и нашите ракометари. Вие мислевте нема за тоа да правиме муаве. Икај малце бе друга. Јас зошто сум овде? Јас сум овде да си кажам. Ако чини Арно, ако не, кој те праша? Се прво честитки на ракометарите. Јас за жал стварно нема време овај пат ни една утакмица не изгледа. Знам дека не е за фалење, мај шо да прам, жената немам да си ја видам рад, не по утакмици ќе гледам неги. Ама зато до кај шо мора да и пофалам македонци. До кај шо бе војден да завршам неко работа, да збркам, да купам, да земам, стално никој немаше по продавни. Сите ракомет гледај. А бога ми голем број македонци бе и таму да гледа. За вас муциња ќе правиме муа. Спремни сте? Знаеме дека не става, не е проблем за вас. Ајде батуле, пуштај на шпица и да му влези бе. Чуе ова работа. Еднаш ќе ве пушти човек во свет, она му дојде да урлате, уже не влезе ни ќе ве казна. Па тек да влезевме на свет, арно што не влеговме, ако влезевме на свет, куќе што ќе направи. Сега разбирам дека има страствени навивачи што си навиват културно, што си ги знаат процедурите и така натаму. Арно, ама знам дека има и уште пострастени навивачи, онака хардкор до тука битва. Тие сме ние и она у Англија што има по некој Полска евентуално. Е друго е мала вода. И се пак ќе речем, јас не знам што се дешаваше, не ги гледав утакмиците, појма немам што направивте. Арно, ама некако и не бев изненаден ко прочитам. Пример, вртам на Facebook и читам. РФМ казнета, навивачите казнети, не знам шо фрлале ово она. Шо ми беше реакцијата? Добро. Толку беше реакцијата, ба. Што да ме ке си изненадам нешто? Па уште гледам таму пишат луѓе по фейсбуци. Нашите навивачи не се такви. Јас познавам многу од нив што одиме понад превари, никогаш ова се нема десено културни сме. Извини, чупче, не знам кој познава. Там не викам јас, може да знаеш многу луѓе и одите и навивате и културни. Арно, јас идам на населба овде, кај што навивачите знаат да бидат и културни, арно, ама ако се наштима тубо предход, ако се спремат така, и ако нешто не дај Боже не штима таму, хао. Ако што слушнав, кога што прочитав таму имало работи што не штимале. Редари, судити, реков ми рече, па знамиња не смејте да носите. Тие многу ферве, кој стигна знаме однесе, ние не смееме знамињата и носиме. Пуштање овие нашите 5 километри знам. Јас да сум следен пат кога не ве пуштат знамиња носите, сите по една мајца во одредена боја и ќе седните и ќе го направите знамето таму на Македонија со мајците. Така ле, не ќе ле знамето ги си стои таму. Значи, дечко, не знам ја ти од каде си и со какви луѓе се дружиш, ама ние сме културни. Добро, маре, не се нервири. Нема, аман, губиш перика, лепота губи. Не познаваш такви луѓе, од има различни категории на навијачи вече. Ти, например, можеш да познаваш една од две категории на навијачи. Првата категорија се од богато друштво, со богати луѓе. Или луѓе што сакат да глумат богато друштво. Пример, бизнисмени, луѓе, газди на фирми, ти реков ми рече, не знаеш што да му прегна парињата, татко му комал го носел на ракомет за да трча до слаби, ама ништо не профункционирало, ама тој си го сака ракомет. И се пошто тој го сака ракомето и пошто е богато друштво, ќе крени цела фамилија ќе ги измалтретира до ракомет да гледат него. Ако случајно не му иди фамилијата или не е женет или разведен или шо и да е, друштвото бате има такви на жена му што му велат. Жено ќе јас на тимбилдинг ова да ракомет ќе до Варажди. Не ме чек. И некој вистинот на ракомет. Тие таквите, пример, не прат белја. Ќе одат дали друштво или фамилија, небитно. Ќе седнат негди, ќе повикат малце, ќе се поднапијат нешто ово, и после на тимбилдинг. Исто така ги имаш и овие што сакат да глумат богато друштво. Пример, ќе му дадат карти од фирмата од негде или ќе добијат на некоја наградна игра негде по радија кај што вртат по телевизии таму. Ќе му се јават, ќе му речат ја сакам ВТ во поштенското сандаче, карти ќе му дадат. И тие не прат белја, ќе му клат капче од таму од овие од нашите, некој знаменце враца и мафтај бате. Ще се вичу в автобус да го пикнат кој што прат овде за по концерти, нели? И решен проблем. Тие марињата што не знаат такви навивачи, ги знаат овие тип. Или евентуално може да го знаат третиот тип, а третиот тип се случајни навивачи. Што тие случајно се тука, или се на патување во таа земја, или може да ете и тие карти имат добиено, или му оди друштвото, па ајде и тие ќе одат. Да му се рачуна дека патување имат направено. Нема врска што ќе влезат во автобус, ќе ги однеси до пред арена, ќе поурлат и ги качи во автобус и ги врати назад. Нема врска, бате, ти се рачуна. Ќе си купиш од стадионен магнет за на фрижидеро и ти се рачуна, готово.
И после години ќе кажеш на децата, јас бе Вараждин на времето е море. И обично тие случајните навивачи поима немат кај терат море, ќе видат негде наши луѓе, ќе се најдовме. Чудна работа кај дојш во свето се најдуваш со македонци. Се најдовме ние. Како се најдовте тука, бе. Ти ош во свето да го видиш од таму македончето ти вели кај си брат мој Арно што дојде се најдовме. Море како се најдов. И да сакаш да избегаш немој. Страшна работа. И ќе видат толпата и ќе влезат и тие во толпата и толпата кај шо оди таму и тие одат. Појма немат ни кај одат ни шопрат, ќе му дат знамињата, урлат, викат тоа е. Ти знаат за кој навиват, не е битно. Битно да се урлават. Како изгубени внатре во гушбата. Леле колку интересно. Тие се навијачи што не прат бели. Или пример фамилиарно ојдени со фамилијата. Или ој што се со носоите кренати на врата што му запнуваат. Пошто демек тие се од прв ред граѓани ме сваѓаат. Или случајни минувачи, толку. Са следна категорија. Што е да речиме негде измеѓу ови. Или што би се рекло во свето дива карта што. Пошто не знаеш дали ќе биде добро или ќе биде лошо. Се жените бат. И во нив има поќе категории. Значи не само што се посебна категорија, туку има и подкатегории. Нема шанса ти за жени да збораш и сите во една категорија бидат. То не е возможно. Само мажите можат сите исти да бидат, жените никако. Значи без разлика со кој се тие дојдени, дали се со фамилија, дали се со друштво, дали се сами, то не е битно. Тие си се во посебна категорија секако. Са подкатегории на жени навијачи. Прво ги имаш незаинтересирани, тие што неќат да бидат таму. Склоп на околности се погодиле, дали се со дечко, дали се со друштво, дали се со небитно што се. Битно тие неќат да бидат таму, ама тие или во телефоно ги имат цело време, или се намќор цело време, или нешто не му чини гласно му мириса нешто мишкојни тука од луѓе шурлат. Ако се со друштво не е страшно, пошто ќе побрчиш малце, ама друштвото знае да те игнорира и никому ништо. Арно, ама ако се со дечко или со маж, со нешто, за здравје си го носи бате. И од играта нема да види. Не вика, што туку вика. Дека се понаши како веселјаците. Ти дојде надпревар да гледаш или дурлаш тук. Значи обрни ми внимание, цело време гледаш во таа играта. Ич внимание не ми обрнуваш. Зашо дојде со мен? Досадно ми. Оди пуканки дој си ми. Кој пуканки чупене си на филм гледање. Седи тука гледа ракоме. Ај не ми се занесва, оди дој си ми нешто, ти досадно. Уште колку има? Ај да си сјојме. Уште еднаш јас не ти ида. Што значи да го гледаш надпреваро не можеш, да урлаш не можеш, да победиш расправијата не можеш. Тоа е батуле. Следна категорија на жени навијачи, се овие што се презаинтересирани ентузијасти до тука бидни. И тие немат благи везе од спортот. Не се за спортот дојдени бе бате. Дојдени се тука за внимание. Пошто има мажи навијачи, ракометари, чуда ти реков ми рече. Не можеш да знаеш кај ти е среќа. И ќе видиш исцртани целите со онакви со знамиња, со чуда. Мислиш индијанци се вака си цртат. Пола од нив облечени непристојно за да ги фати камерата, да ги види народот. Или евентуално да ги види некој таму што му е намера да ги види. Тие не од без намера таму. Не одат за некој рандом навијач вака со стомак офсайд пуште. Не бе бате. Знаат тие за кој да ти ден се секире. Или е тим билдинг работата таму некој од тие субајте седишта, или е тим билдинг од терено таму негде. Ти битно не си ден се секире. Тие се тие што ги гледат обично камерата што ги лови на цртани. Навиват, урлат, појма немат што навиват. Па кој ќе му губи тимот ги гледат сите тажни, па и тие тажни седемек тука, душата му плачи, абе ти не знаеш колку се не расположи. Абе на жал да ти падни чудо некој. И на крај имаш категоријата на жени што се или фамилиарно дојдени, или се фамилија на некој што игра, или стварно го сакат спортот, го имат играно, го имат гледано, небитно. И тие се внесени, абе мислиш на терено е тука. Особено па кој е жена на навијач. И ако се спрема, ако се штима со навивачите претходно. Тоа е дива карта, ба. Тука не знаеш кај ќе работа. Пошто мажи сами можат да се исконтролират, во толпа не можат толку, зависи. Ама затоа те жена кога не може да се исконтролира ни толпа ни не толпа, таа едноставно не може. После категоријата на жени навивачи кои главните навијачи бе брат, оние стравствените, најжестоки што се ците. Арно, во интерес на времето, најбитната категорија ќе оставиме за следната епизода. Седи море турските серии како завршваат во најжустро. Кај што е жестоко таму да не знаеш што ќе биде, да те копка да гледаш другата. Така и јас ќе вас стане речите, немам научено ништо од гледање телевизија. Толку од мене за денес. Се гледаме следната епизода. Поздрав и имајте убав ден.